За оваа тема малку подоцна, во продолжение излегуваме на терен. Таму не очекува нашиот дежурен репортер Сандра Петрушевска. Го одбележуваме денот на милениците и како што се вели статистички е покажано дека секоја трета фамилија поседува миленик, додека секоја втора размислува да набави. Ке споменам дека оваа година 11 април се посветува на милениците, херои кои помогнаа во земјотресите во Турција. Деталите во продолжение ни ги кажува колешката, како што споменав Сандра, и посакуваме добро утро и повели со информациите. Добро утро, Иван. Поздрав до тебе и до гледачите на Јасака Македонија. Токму така, можеби многу мина знаете дека нели 11 април го одбележуваме како меѓународен ден на милениците, а за оние кои што претходно не биле запознаени, еве утринава една можност да научат нешто ново. Како што спомена и ти, секоја трета фамилија, одредени статистики покажуваат дека поседува миленик, додека секоја втора размислува да си набави. А само оние нели кои што чуваат знаат за каква љубов и поврзаност станува збор. А некако оваа година се посветува најмногу на кучињата кои што се покажаа како и како вистински херои во оние природни катастрофи кои што ја зафатија Турција, но повеќе на оваа тема, како и сите останати прашања, утринава зборуваме со кинолог Стефан Кирков. Добро утро и драго ми е што сте дел од Јасака Македонија. Добро утро, ви благодарам за поканата и чест ми е навистина задоволство што еве го одбележуваме денов на милениците и вашата телевизија секогаш е отворена за теми посветени на милениците. Стефан, како голем љубител на миленици, ќе ве прашам токму затоа зошто е битно да го одбележуваме овој ден? Така, значи денес 11 април, светски ден на кој е посветен на милениците. Во повеќе метрополи во целиот свет друштвата за заштита на животни го одбележуваат овој ден затоа што се покажа дека милениците се дел од нашиот живот, дел од нашето секојдневие, како што напоминавте, во почесто време се поише херои и потребата за миленик не е само тренд, него е задоволство и потреба на секој човек и на секоја фамилија. Така да сметам дека и тоа како овој ден треба да го посветим на нив и нека биде апел до сите еве да се заштитат сите миленици секаде. Така, според вас, какви животни најмногу вдомуваат нашите граѓани? Така, значи, кога одбираме домашен миленик, треба да знаеме дека тоа е една сладка обврска која треба да превземе целата фамилија и многу е битно да одбереме каков миленик сакаме да имаме во нашиот дом, колку ни имаме време, колку имаме можности, финанси да моделиме на тоа миленише, затоа што тоа е нешто што треба да живее со нас и кој што каже да биде дел од нашата фамилија. Најчесто нашите граѓани популарни се кученцата, потоа доаѓаат мачките и во поново време нели се чуваат оние глодари, зајчиња, хрчаци, акваристиката така исто голема застапеност и во поново време оние екзотични животни како птици, разни видови на папагали и слично. Така како што споменав и во најавата, оваа година некако се посветува на кучињата кои што се покажаа како херои во земјотресот нели во Турција и благодарение на нив доста човечки животи беа спасени. Дали на вистина може да предвидат животните една таква катастрофа и на кој начин реагираат всушност? Така, на жал ќе кажам, можеби на жалост требаше да се случи оваков настан за да не ја сватиме големината на кучињата и на домашните миленици. Конкретно во Турција, бројките кои доаѓаат од Турција велат дека повеќе од 500 луѓе се спасени благодарение на кучињата кои беа активирани и задолжени за да пронаоѓаат луѓе по турнатините. Така да они предвидуваат, секој куче има различни инстинкти и обучено за да може да предвиди и тоа го прават неколку минути пред да се случи таков тип на настан, дали станува збор за земјотрес, поплава или слично. Така да они имаат соодветен инстинкт, реагираат и буквално ни укажуваат дека нешто се случи, дека треба да бидеме препазливи. Тоа го рефлектираат со лајање, вознемиреност и така. Така, во некои клиники низ светот, кучињата се користат и се дел од медицинскиот персонал, што нели за оние лица кои што страдаат од депресија, потоа за децата со аутизмот, колку е важно ова? Дали навистина можат да помогнат и дали можеби треба да направиме и ние некоја таква промена овде кај нас во нашето здравство? Така, во последниве 10 години тоа како кучињата се застапени, поготово во Соединетите американски држави, како кучиња кои работат во различни клиники како терапевти, значи работат со дечиња со аутизам, коњите пак работат на дечиња исто со аутизам и со депресија на така наречената програма со хипотерапија и сметам дека и нашето здравство и тоа како треба да размисли да земе примери од овие приватни клиники и установи каде што кучињата се имплементирани во ваков тип на програми, затоа што ако пролистаме малку и прошепкаме на интернет и ќе видиме дека
и тоа како се успешни овие програми каде што животните, поготово кучињата и мачките се дел од овие установи и буквално ги третираат како лица запослени во тие клиники. Нека биде пример да може да се имплементира тоа и кај нас. Така, некако како започнува летната сезона, се е поголем бројот на кучиња оставени на улица, токму од страна на нивните собственици кои што на некој начин се спречени да ги однесат, да ги земат со себе. Па еве конкретно да ми кажеш дали колку е важно пред се да се има да се појде од себе и да се појде од онаа своја лична одговорност, пред да се земе миленик, колку треба да размислиме за сите последици кои што ги носи сето тоа и одговорности. Така, тоа е една навистина убава тема што ја отвараме сега, затоа што пред да земеме миленик ние мора да знаеме колку тој миленик е захтевен, колку ние имаме време да му посветиме, колку нашите можности ни го дозволуваат. Тоа, така што кажав, тоа е нешто што треба да биде дел од нас и дел од нашето секојдневие, дел од животот кој тој миленик живее 15 на години со нас. И многу е навистина неблагодарно да земете миленика, да не можете да му пружите своја љубов, внимание, затоа што си има потреба. Значи миленикот е потреба, но и задоволство. Не треба да биде тренд, треба да биде задоволство и потреба. И стално велам, пред да одлучиме да земеме било каков тип на раса и тоа како првично мора да се информираме колку таа раса бара, колку е захтевна и колку ние може да и пружиме на нив. Најлошо е да земете кученце и потоа да го оставите, препродаете и слично, затоа што кучињата имаат и тоа какви емоции, тоа куче никогаш повеќе нема да биде истиот карактер, ќе тажи, ќе биде во депресија и многу тешко ќе се вклопи во нова средина, а најлошо е ако го се откажеме од него и го пуштиме на улица. Така, со самото тоа што ги оставаат, се јавува и оној проблем кој што со децени не можеме да го решиме, проблемот со бездомни кучиња, бездомни животни, па еве според вас која е најдобрата алтернатива за да се спречи овој проблем? Така, кучињата не се виновни што се на улица. Значи, ова што го имаме ние проблемов со деценински проблем со личните кучиња, деценински проблем кој државата и градот не најдоа решение како да го решат. За жал се отвори тоа јавно предпријатие кое гледаме дека според мене и според многу мина активисти работи со една погрешна програма, затоа што нивната програма вели залови куче на улица, стерилизирај го и повторно врати го на улица. Со тоа не го решаваме проблемот. Тоа куче повторно ќе биде надвор, повторно ќе биде само, гладно, повторно ќе напаѓа, ќе биде цел на трујачи, на сообраќајни незгоди и слично. Сметам дека државата треба тоа како да најде системско решение за решавање на овој проблем, со тоа што ние активистите дадовме неколку предлози за отварање на професионални стационари буквално во секоја општина, затоа што проблемот кој го имаме во Македонија и тоа како голем со бездомните кучиња, мора да обрнеме внимание секоја општина да се залага за кучињата кои се наоѓаат во таа општина, секоја општина да има професионален стационар и тие кучиња да бидат згрижени доживотно во тој стационар каде што ќе им се пружи еден хуман третман на живење и ќе бидат згрижени, нема да бидат надвор, а посебни се тие програми каде што тие кучиња може потоа да се рекламираат и да се дадат на вдомување во европските земји каде што се покаже дека во Европа и тоа луѓето како сакаат да вдомуваат животни и постојат различни програми каде што тие кучиња може да ги имплементираме во нашите системи да бидат обучени токму за вакви типови за урнатини, да бидат кучиња кои ќе бидат вклучени во полицијата, кучиња кои ќе бидат вклучени во третмани за дечиња кои што напоменавме за различни програми, така да ако се сака се може, велам, само државата мора да даде системско решение, а ние активистите сме секогаш тука да им помогнеме со нашите идеи. Така, Стефан, за крај, кога е вистинско време да вдомиме миленик, уште еден член плюс во фамилијата? Миленик да се вдоми е секогаш добро. Јас на сите фамилии и на сите родители им апелирам да си вдомат милениче, дали ќе набават, дали ќе вдомат од улици или ќе си купат, се исто, меѓутоа и тоа како се покаже дека добро е дечињата и целата фамилија да расте со миленик, затоа што верувајте, кој чувал миленик знае, кој чувал кученце или маче ќе чува цел живот, а кој не чувал не знае. Затоа апелираме сите, затоа што неколку статии може да прочитате каде што велат дека животот со миленици највеќе е поубав со нас. Така да апелирам сите да си набават кучиња и ќе се уверат во самата таа енергија и љубов која ни ја даваат милениците. Ти благодарам што утринава сподели навистина многу убави информации со нас. Ви благодарам и на вас. А сите оние кои што се уште не бевте сигурни дали треба и дали сакате да вдомите миленик, се надевам дека утринава добивте одговор на многу прашања кои што претходно си ги имавте поставувано.
Ти благодариме, наша прекрасна